И во овој момент Марија ќе не поздрави од Скопската зоолошка градина. Некако синонимот за пингвините, барем за мене, е секогаш Војо Иванов и верувам дека тој ќе биде незиниот соговорник со оглед на тоа што од минатата недела имаме ново бебе во зоолошката градина. Не знам мекици дали ќе ти поделат Марија, но како и да е, ако има, нека има и за нас тука во телевизија. Добро утро до тебе. Добро утро. Добро утро и до вас. Првото вклучување на лица место ќе го започнеме со едни радосни, убави вести, односно ќе ги информираме нашите гледачи, доколку не знаат, се разбира, дека пред неколку дена Скопската зоолошка градина доби нови жители. Станува збор за пингвините од загрозениот вид Хамболт. Ова е убаво да се случи со оглед на тоа дека ние имаме среќа како посетители да можеме да имаме можност да видиме што поголем број на пингвини токму од овој вид во нашата зоолошка градина. Ово утро заедно со нас е човекот кој што најмногу се грижи за пингвините, но и човекот кој што најмногу може да не каже за пингвините, Војо Иванов. Да му посакаме добро утро. Добро утро и за вас и за гледачите на Телма и на Утринска Телма. Најпрво ќе прашам каква е сега атмосферата со малечките, како ги именувавте? Уште немаат име, да. Тазе се изведени, минатата седмица се испилија двете. Тоа е максималната бројка на јајца од пингвин и во суштина успех е голем што воопшто имаме јајца, па потоа што имаме и бебиња и уште поголем успех е што од двете јајца двете пилиња се изведа. Се надеваме дека така и ќе продолжи заради тоа што веќе ние неколку години успешно ги размножуваме овде со оглед на фактот дека ние имаме мала група. Дел од пингвините ни дојдоа од Московската зоолошка градина, а дел од италијанската Валбрембо. Ние направивме една наша мала тука фамилија на скопска фамилија пингвини на Илинденска и се надевам дека таа наша мала група секако ќе прерасне во една поголема и се надевам дека нашите контакти и комуникација со ЕАЗа, тоа е организацијата која што всушност е една од најважните во функционирањето на една модерна зоолошка градина, а тоа е да понатаму помогнеме со нашите бебиња да го зачуваме секако видот. Што е оно кое што треба да го знаеме за видот Хамболт? Зошто се загрозен вид? Кои се нивните карактеристики всушност како пингвини? Што е оно кое што им треба како храна? Верувам дека гледачите утрово сигурно ќе си речеме што му е новој се пингвини на Илинденска, Скопска зоолошка, пингвини што бараат овде на 100 степени. Ја верувам дека тоа е така, ама нашата мисија на модерните зоолошки градини се надеваме дека и Скопската ќе прерасне во една таква со уште поголем интензитет на едукација. Ние всушност имаме на светот многу видови на пингвини. Овие нашите се од Чили и Аргентина, од Јужна Америка, тоа значи дека до некаде климата и ни одговара. Дури се случува и кога е премногу ладно во Скопје, да речеме многу под нулата, некаде дока и 3 степени е као добро за нив, окей, ама под 3 од нулата веќе да речеме дури и ризично за нив, значи ние мораме да ги затвориме. Имаме една мала соба со внатрешен базен каде ги затвараме, односно тука и ги загреваме до некоја температура и секако летата кои што знаат да бидат кај нас пеколни и преку 40 степени, ние во принцип имаме еден така модерен пристап на чување, поготово затоа што ова е едно од последните живеелишта направени така масивни овде, се направени со идеја за благосостојба на животните, тоа да имаат еден голем отворен базен и затворен, па тие да си одберат каде сакаат, дали сакаат на сонце, дали сакаат под сенка. Некогаш и луѓето знаат да речат, не ги видов или не успеав сите да ги видам. Ние имаме 14, но дел од нив ќе ги видите и во пештерите. Секој од нив си има своја куќарка, своје гнездо во кое што ги несе јајцата. Ова се едни од јајцата кои што минатата година не успеа да се изведат, ама јас успеав да ги исчистам нивните лушпи, за да чисто луѓето еве како инфлуенсер да те живеат колкави се. Од прилика се како гускини јајца, малце се шпицасти и вакви, да речеме, ние имавме и неколку неуспешни вакви јајца, но пак ќе речем горди сме на фактот дека успеавме како зоолошка градина од Балканов да ги размножуваме, тоа е реткост овде.
И воедно дури Европската асоциација вели порано беше 49% од бебињата кои што ќе се изведат во европските зоолошки градини, сега порасна процентот на 51%, преживуваат после првата година. Тоа значи дека сепак во првата година се навистина ризични, заради тоа што имаме тука многу ризици. Малку од луѓето ќе претпостават дека комарецот е еден од најголемите ризици за нив. Голем дел од и болестите, инфекциите настануваат токму со комарците, но и влагата во воздухот може да им смета. Значи, претерана дождлива сезона и како може да им наштети, но затоа пак ќе речем, ние сме тука да асистираме. Јас и Маја сега ни почнува голготата, заради тоа што дел од родителите, дел од пингвините и не знаат да бидат многу добри родители, веројатно поради фактот дека се сепак одгледани од луѓето, исто како кучињата по дома, нели? Гледаме сите да ги спасиме, да им помогнеме, но понатаму тој ген на снаодливост може би ослабнува, па и не се баш секогаш најдобри родители, но ние затоа велам, после првиот месец веќе почнуваме со колешката Маја да асистираме во хранењето. Маја знае да каже, секој од пингвините си има посебен крик. Ние кога влегуваме си збориме, нели? Тој дулител момент, нели, интонацијата, гласот. Ама тоа е секогаш кога чуваш животно, претпоставувам и по дома, ова е нешто слично, иако пингвин не е слично на она дома, ама комуникацијата со животните мора да ја имате, мора да имате бондинг. Од друга страна, пингвини се прилично паметни птици, што не би можел да кажем за фламинга, ама пингвините се како едни карактерчиња, како човечиња. Со Маја знаме да речеме, дојдовме, например, влегуваме да ги храниме, кај се моите џуџиња, нели? Пошто тие се мали како мали човечиња, кои што буквално секој си има свој карактер. На шала знаевме да речеме дека мажјаците се подобри родители, па Џонатан затоа и го доби името, го одбра највисокото гнездо, а неговата сопруга многу ужива да седи во базен или повеќе сака да е во базен него во гнездо, и не закрстивме Лила, и така излезе повеќе Лила и Џонатан како пар, бидејќи сепак потсеќаат можеби на некои карактери што ние ги знаеме, и идејата беше да ги доближиме како животинки многу повеќе до публиката. Воје пред самиот крај, кога ќе можеме од прилика да ги видиме малите? Кога според вас сметате дека ќе излезат тука кај другите пингвини? Верувам дека во следниот еден месец, значи некаде 3 до 4 недели, ние почнуваме да асистираме. Ама лошото што е што они кога ќе излезат ќе бидат неколку недели со тоа бебешко пердувче, односно папере како памукче изгледа сиво и само лицето знае да им е потемно или шаренко и понатаму ќе ги фрлат сите пердуви, ама во тој период пред јуни некаде ќе ги фрлат сите пердуви, сите наши пингвини ќе изгледаат како да имаат некоја кожна болест. Ама тогаш го менуваат пердувот исто како и сите нели останати птици, малку полошо изгледаат и веќе во јуни-јули веќе тие ќе се опереат како и родителите и многу е тешко да ги препознаете. Ние им ставаме едни беџови, односно стеги на крилцата, тоа е интернационален модел на обележување, чисто за да можеме ние да водиме контрола, бидејќи некогаш нели брзо ги храниме, да знаеме кој примил витамини, кој не. Ама пак ќе речам, успех е и сме среќни што конечно имаме убави вести од Скопската зоолошка градина. Оваа година славиме и 100 години постоење. 926-та Станко Караман успеал да дојде и овде да наметне идеја за наука и за зоолошка градина. Се надевам дека ние и покрај сите катастрофи што Скопје ги имало, војни, земјотреси, поплави, градоначалници полоши или подобри, се надевам дека конечно имаме некаква комуникација и со градските власти и дека голем дел од проектите ќе ги реализираме барем во следниве неколку години. Да се надеваме дека и ние ќе доаѓаме и ќе зборуваме вака за убави вести. Те благодарам многу за одвоеното време. Благодарам и нас. Се надевам дека беше интересно вклучувањето за нашите гледачи. Останете до крајот на утринската емисија заедно со нас. Се гледаме повторно некаде околу 9 часот и 40 минути со нова тема од терен.